Врнежите од снег изминатиот период ќе донесат поголеми приноси за земјоделците. Според земјоделците, годинава снегот и врнежите од дожд ќе наполнат и акумулацијата калиманци, а во почвата ќе има и поголема влага. Снего помага. Него е битно е укласењето, уформирањето на зрното. А ако има влага тогај, ќе има и плод. Ако нема, се зависи од влагата. Снего е добре дојден, вика ако има снег, има берикет. Ако нема снег, нема берикет. Снего е еден филтер на климата, на воздухот, на растенијата ги спере, држи топ. Само еден податок, додек не беше па нас снего, житата беа жолти, секој се стопи снего, сите се разеленили, тие што не беа поникнани со сега од снего. Врнежите од дожд во декември и снегот оваа година се добри за посевите. Универзитетскиот професор Љупчо Михајлов вели дека токму врнежите од дожд во декември ја пролонгираат и сеидбата на дел од површините под житарици. Иако има доста се пролонгираше есенската сеидба, особено на житните култури на јачменот и на пченицата, заради тоа што имавме екстремно сув период, јули-август и септември до половината, потоа имаше малку врнежи, додека целиот декември беше со количина од некаде околу 150 литри на метар квадратен, што не дозволуваше во текот на целиот месец да се влегува на површините и да се изврши есенската сеидба во предвидените по литература рокови за сеидба, па тоа допринесе да одредени земјоделци и многу ја пролонгира сеидбата. Некој сеа и после Нова година. Конкретно за вашето прашање во однос на снегот, да, тој секогаш е добре дојде, но во оваа година немаше некое битно влијание, бидејќи просечната негова височина беше некаде 15 на 10 до 15 сантиметри. Кај оние посеви пак кои се порано посејани има опасност од појава на инсектот црниот житарец. Затоа, како што велат земјоделците, веќе има потреба од соодветно третирање. Михајлов вели дека веќе треба да се користат и дополнителни ѓубрива со цел поголеми приноси.